Понизноста на македонските власти кон Бугарија не доведе во ситуација секој човек кој би се нашол во клинч со законот во своја одбрана да самосвести дека е бугарин. Според адвокатот Јанаки Митровски, минатиот период сме можеле да видиме примери на луѓе кои поради стравот од кривичен прогон се самоосвестуваат дека се бугари. Па би ги надополнил и примените со господинот Пендиков и со господинот Ване Цветанов, кој како се најде под кривичен прогон и покрај тоа што години назад е возрастен човек, повозрастен од мене, се почувствува бугарин, така да се согласувам со вашиот впечаток дека стана пракса во Македонија да секој еден кој што има проблеми со законот да се почувствува бугарин и со тоа да очекува заштита од бугарската држава. Според Митровски, голема вина за ваквата ситуација имаат и самите македонски власти кои барем во јавноста слепо веруваат во вистината која си ја кажуваат самоосвестените бугари. Ќе ве вратам и малку поназад на случајот со господинот Ламбе Алабаковски, каде што министерот Спасовски тотално излегувајќи од своите ингеренции законски вршеше политички притисок, односно кажуваше јавно пред медиуми дека МВР ќе бара притвор, иако МВР нема никакви ингеренции по тоа прашање, туку тоа е во ексклузивна надлежност да бара нервното обвинителство да одлучува исклучително судот. Пример за тоа е министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој отиде дури во Софија да го посети Христијан Пендиков во болница. Тој веќе пресуди дека охриѓанецот бил нападнат поради тоа што се декларирал како бугарин, иако судскиот процес за овој настан се уште не е завршен, а постојат основани сомненија дека причината за кафеанската тепачка е сосем друга, бидејќи станува збори за човек осомничен за трговија со дрога. Мене ми е важно тоа што ќе го каже оштетениот и тоа што ќе го кажат родителите и затоа реков денеска мора да го прекинеме овој циклус на провокации и насилство. Реториката на македонските власти одлично си ја користи официјална Софија која ни испраќа пораки дека секој најобичен инцидент е поради омраза кон бугарите без за такво нешто да има и најмал доказ.